може да се го поврати своето уставно име. Сега барање како барање не значи ништо доколку се разбира не биде образложено со соодветни аргументи со кои што ќе го убеди тие авторитети во меѓународната заедница. Прв момент во тоа барање сметам дека од претпоставка доколку биде поднесено треба да се нагласи дека резолуцијата 817 која што многу ја слушаме во јавноста, само да потсетам дека таа е една резолуција од 7 април 1993 година со која што Советот за безбедност препорача прием на Македонија во Обединетите нации. Значи, во тоа барање треба јасно да се каже дека таа резолуција веќе е истечена или со изминат рок на важење, бидејќи таму јасно е кажано дека двете страни се охрабруваат во разумен рок да изнајдат решение за разликите околу името, а на секој нормален човек, дали кај нас дома, дали во меѓународната јавност, му е јасно дека 20 години е многу повеќе од разумен рок во кој што треба да се реши едно прашање. Исто така многу битен момент е во тоа барање, Македонија треба јасно да нагласи дека со таа резолуција нема никаде ниеден збор дека Македонија се согласила на спогодба со другата страна, односно со Грција, дека самата себе ќе се обврзи да склучи спогодба за проблемот со името. Таму само имаме формулација дека страните се охрабруваат да најдат едно решение за името, значи никаде не стои дека треба да се постигне спогодба, со која што Македонија прифаќајќи ја таа резолуција со која наводно би се обврзала. Инаку ниту во меѓународното право, ниту пак документите на Обединетите нации рефлектираат таква спогодба. Значи таа резолуција 817 во неа јасно е кажано дека само треба да се најде страните се охрабруваат да најдат во побрз во разумен рок да најдат решение. Исто така во тоа барање сметам дека Македонија треба јасно да нагласи дека го има тоа меѓународно правно признато право да се нарекува Република Македонија и јасно треба да нотира дека нема намера да влегува во некаков спор со Обединетите нации за тоа право, бидејќи тоа право е јасно. Флагрантно е сознанието дека тоа право е јасно познато во меѓународните релации. Исто така сметам дека во тоа барање Република Македонија јасно треба да посочи дека сите ние се сеќаваме своевремено Европската комисија, арбитражната комисија при Европската унија или таа попозната Бадентерова комисија донесе едно мислење за Македонија од 11 јануари 1991 година, со кое што јасно кажа дека Македонија ги исполнува сите услови за да биде меѓународно призната. Понатаму проблемот се префрли во Обединетите нации и после приемот сите се сеќавате копредседателите Сайрус Венс и Дейвид Овен како копредседатели на тој управен комитет за таа меѓународна конференција за поранешна Југославија, исто така ги пружаа своите добри услуги, пробаа да го решат проблемот, но и по 20 години проблемот не е решен. И на крајот сите ние сведоци сме денеска специјалниот представник во овој момент Нимиц на генералниот секретар исто така се уште ги пружа тие добри услуги. Но бидејќи тие разговори или преговори, како ги кажеме, се паднати во ќорсокак, доведени се до мртва точка, нема решение и Македонија сега со тоа барање јасно треба да каже дека е слободна да се го определи своето име во Обединетите нации под називот Република Македонија. Значи сите тие локални, условно кажано, локални средства на Обединетите нации се истрошени, почнувајќи од Бадентеровата комисија, од копредседателите на управниот комитет и најново до сите овие посредници, сега што во моментов актуелен Нимиц, што ги вршат своите добри услуги за да се реши проблемот со името. Сега, тука не би навлегувал, бидејќи не е дебата на трибината, Македонија стојат повеќе опции како да се го поврати уставното име Република Македонија. Тука стојат на располагање преку генералниот секретар, преку Генералното собрание, преку Советот за безбедност и да побара евентуално советодавно мислење преку Меѓународниот суд на правдата. Инаку, како што е познато, 1948 година Меѓународниот суд на правдата има расправано за прашањето на членство на државите во Обединетите нации и при тоа јасно има кажано дека 4 услови со повелбата се завршен список, исцрпувачко набројување и на ниедна држава при приемот не може да ѝ се поставуваат дополнителни услови. А како што е познато, на Македонија при приемот и беа поставени 2 дополнителни услови кои што немаат правен карактер, сите тие ги знаеме, да ја носи референцата фирм и да бара решение за своето име. И тука е многу битно што значи Советот за безбедност јасно нотира тогаш дека Македонија ги исполнува 4 услови, дека е држава, дека е мирољубива, дека ги исполнува обврските од повелбата и дека има способност и волја да ги преземе сите тие обврски. И јас ја охрабрувам дали ова влада, дали некоја евентуално некоја една влада, сметам дека најпосле треба да поднесе едно такво барање
И сега тука се поставува главното прашање, бидејќи тоа барање кога отиде во Генерално собрание, се знае таму дека има околу 200 држави кои што ќе треба да се произнесат по тоа барање. Одлуките се носат со мнозинство, освен ако Грција не успеа да го наметне тоа барање како важно прашање, тогаш се носи со двотретинско мнозинство, но нас не охрабрува што сега знаеме дека 127 држави не имаат признато подуставното име и почет на една така дипломатска активност. Меѓу сите тие земји што не признаа, Македонија може да ја увиди ситуацијата дали може да помине тоа наше барање. Инаку со цел да се избегнат евентуални така неповолни ситуации на тоа пленарно собрание на Генерално собрание да не помине тоа наше барање, на Македонија стои една можност преку правниот тој 6-ти комитет на Обединетите нации најпред да побара таму, да се направи тоа гласење, да го види расположението на земјите членки на Обединетите нации, бидејќи евентуално неповолно утискот на тој комитет носи помалку последици отколку нашето барање под претпоставка не помине на таа пленарна седница на Генералното собрание. Но, како што кажав, Македонија може да се увери дали ќе помине тоа барање преку едни засилени дипломатски активности кај сите тие држави што не признаа под уставното име. И на крај само да го спомнам тоа мислење од 48 година, само да кажам дека поразителен е податокот дека 93 година при приемот на Македонија државниот врв да не знаел за тоа мислење, а иако на правниот факултет има еден учебник меѓународни организации кој што се изучувал 80-те години, а потоа и покасно во демократска Македонија, таму стојат тие одлуки на Меѓународниот суд на правдата од 48 година, а овој податок е уште потрагичен ако знаете дека министри за надворешни работи и клучните министри во власта на Глигоров во тоа време беа токму професор од правниот факултет кои што предаваат меѓународна политика и меѓународно право. И сега се поставува прашањето дали тие во тој момент не го знаеле тоа или пак го знаеле, а намерно го прикриле. Тој податок е многу битен податок, тој адут во тоа време ако сме го знаеле тоа мислење, бидејќи тоа мислење после 10 на години прв пат го најави еден наш македонец, мислам Игор Јанев се вика, го кажа после 7-8 години, иако тој се послужи со мала итрина. Фактички ги виде тие документи во тој учебник, али кажуваше дека правел истражување во Обединетите нации. Сега тоа не е толку битно, али битно е што тие министри што беа во нашата влада да не го знаат тој адут 93 година е стварно, или ако не сакале, го знаеле па не сакале тоа да го кажат. Спекулациите се уште поголеми ако се знае дека сите вие знаете дека пред година-две се кажа грчката влада јавно призна дека потрошила стотици милиони евра за спорот со името. Сите тие силни пари значи се потрошени и за домашни активисти и активисти во соседните земји, па така се подгребат тие спекулации дека многу поголема веројатност дека знаеле, а го прикриле тој факт. Али се не се сметам дека како заклучок Македонија треба да се охрабри, треба да го поднесе тоа барање, треба да се направи една дипломатска иницијатива меѓу тие земји што не признаа. И јас сметам дека тоа барање, имајќи го предвид како се носат одлуките во Генералното собрание, дури не само барање, Македонија можеби треба да биде уште поохрабра да бара и донесување резолуција по тоа поднесено барање. И сметам дека со една дипломатска активност кај сите тие земји што не признаа, доволен е тој број да помине тоа наше барање и најпосле тој спор да се реши, да се заврши по 20 години. Благодарам. Го повикувам председателот на Македонска алијанса Ѓорѓе Жорџ Атанасовски да ги каже своите ставови. Повелете. Благодарам. Како председател на Македонската алијанса, ние сме дел од кампањата, никој нема право да ни го смене на моето име. Можам да кажам, ова кампања започнавме да му дадеме на нашите власти дека треба да излеземе од овој чор сокак кој што 20 години веќе го носиме и разговараме и преговараме, кој што вистина не е во корист на Република Македонија и на македонската нација и на македонскиот народ. Ние не можеме да преговараме за нешто што ни е вечно дадено на нашите предедовци и дедовци, затоа најдобро е да му кажеме на Европската унија и на Обединетите нации дека е крајот дојден, дека ние си ги бараме човечките права. Овие неколку организации кои што го поттикна ова, никој нема право да ми смене моето име, ги бара човечките права. Исто ние, како македонци, си ги бараме човечките права во Европската унија, НАТО и Обединетите нации, да бидеме исто правни. Кога ќе дојде во Европската унија и на други места, за сите други народности и народи има човечки права, а македонците само тоа право го нема. Никој не сме и не треба и не може да ни налага ние да влеземе и да прифатиме нешто што на никој друг не му налага. Еднаш за секогаш, ако ние ги прекинеме преговорите, му даваме на знаење на Европската унија дека нема повеќе што ние да преговараме, префрламе топката во нивни раце, тие треба да одлучат дали ќе не признаат онака како што се викаме Република Македонија, па или некои други критерии мора да прифатат.
Со прифаќањето на преговори и преговарање и понатаму, ја мислам само одиме и правиме доста поголеми грешки, кои грците секојдневно бара многу повеќе, кои што вистина те не може тоа да го добијат, али му одговара поради нивната политика, што има и криза, како што знаете, да ги налага овие работи за грчкиот народ да размислува на друга страна, него да мисли на нивната економија и други проблеми што ги има во Република Грција. Ние како македонци од диаспората ова иницијатива поддржуваме 100% и на властите му даваме поддршка, оние што го има истото мислење да продолжат да преговара и во одреден период да му кажат на Европската унија и на Обединетите нации дека преговорите не може да продолжат и да му кажат нашиот став, тоа е ставот на македонскиот народ, не само во Република Македонија, туку од секаде кај што има македонци во целиот свет. Тука во Република Македонија, во соседните земји, Америка, Канада и Австралија. Веќе ние имаме приклучена нова кампања преку 100 организации од целиот свет кои што сака прекинување на преговорите, гледаат дека е најдобрата варијанта да му кажеме на светот дека не е повеќе потребно да преговараме за она што е наше и вековито. Можам да кажам дека ова грешка со името, како што напомна и колегите тука, е направена во почетокот од кога станавме самостална суверена Република Македонија. Наши политичари кои што не умеени или не знаене седнале да преговара за нешто што и не смее да преговара. Нема никој право, ни премиеро, ни председатело, било која институција да преговара за промена на името. Ја мислам за секојаш треба да се каже и нив дека народот нема никаква поддршка да му даде ако продолжат да преговара повеќе со името. Јас имам толку да кажам, најголемата е цел да почнеме и да влеземе во нашите институции што се Европската унија и НАТО под уставното име Република Македонија. Друго не можеме да прифатиме и не смееме да прифатиме да бидеме втора класа граѓани на Европската унија, НАТО и Обединетите нации. Благодарам. Повелете Александар Дамовски, новинар. Професорот Цуловски спомена дека нашата надворешна политика водела некаква кооперативна политика, особено со менувањето на уставот и со менувањето на знамето. Прашање е дали можеме да ја крстиме таа кооперативна политика или и ја би ја крстил понизна, попустлива политика која што не знае што сака, која што не знае што бара, која што не знае каде е местото. За жал тоа се уште сме сведоци на водење на таква надворешна политика на нашите власти, кои што прифаќаат навистина да разговараат за било што. Една политика која што е општо прифатена за жал и меѓу нас новинарите, па дури и ние прифатиме